Предлогот за уставни измени со одложена примена дефинитивно е отфрлен. Ова стана јасно од претседателката Гордана Силјановска-Давкова, која во емисијата Вин-Вин каже дека претседателот на Советот на Европската унија Антонија Кошта го поздравил ваквиот предлог, но кога неодамна бил во посета во Софија, добил негативен одговор од бугарските власти. Вели дека е изворедно конципиран, меѓутоа не го прифаќа. Бугарија се обидел, нели, да го презентира, значи не прифатен. Заради консензусот, иако многу членки го разбираат, не може да помине. По ова, шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски уверува дека власта работи на полноправното членство во Унијата и продолжува да изнаоѓа достоинствено, рационално и решение прифатливо за сите. Дали работиме за изнаоѓање на решение? Секогаш ќе има диалог и секогаш ќе работиме, но ќе повторам нешто што сум го кажал исто така повеќе пати, не решение по секоја цена и решение кои што дополнително ќе биде ризик и камен на сопнување, како ова решение во 2022 што сега на дело се докажува дека е решение кој што создава дополнителни проблеми. Австриската министерка за надворешни работи Беате Мајнел-Рајзингер, која е во посета на Скопје, порача дека од страна на Унијата не смее да се поставува нов камен на сопнување, но додаде дека мора да се реализира она што е веќе договорено. 2022 wurde ein Kompromiss gefunden. Man kann ihn es glücklich sehen oder weniger glücklich sehen. Ist eine Tatsache, die auch bedeutet, dass jetzt noch Reformschritte zu setzen sind von Mazedonien. Антонио Кошта, претходно од владата и во присуство на премиерот Христијан Мицкоски, нагласи дека не постои план Б и нема простор за нови договарања.